Весна Пусик е жената чие шефување со хрватската дипломатија заедно со тогашниот претседател на Хрватска, социјалдемократот Иво Јосиповиќ, успеа на земјата да и донесат членство во Европската унија. Почнувајќи од 2000 година, Пусик зад себе гради голема политичка кариера. Започнува како претседател на Хрватската народна партија, а потоа следи претседавањето со Националниот комитет за следење на пристапните преговори со Европската унија во Хрватскиот парламент, пошто седнува во фотелјата на Министерството за надворешни работи, па доаѓа на местото под председател на владата во Хрватска, а во 2009 година се најде на листата во трката за председател на земјата. Неколку години по отварањето на вратите за Хрватска да зачекори по европскиот пат, како поранешен министер за надворешни работи и тогашна подпредседателка на хрватската влада, парламентарното мнозинство ја предлага Пусик за кандидат за генерален секретар на Организацијата на Обединетите нации. Една година пред изборот, Пусик решава да ја повлече својата кандидатура, а во своето објаснување наведе дека по првото претходно гласање во Советот за безбедност станало јасно дека следниот прв човек, односно заменикот на тогашниот генерален секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун, ќе биде избран кандидат кој е дел од Обединетите нации или пак лица кои работеле или работат во организацијата. Сепак, Пусик во својата политичка кариера градеше односи со регионот и се залагаше за него, а незините последни билатерални средби со македонскиот политички врв беа во 2014 и 2015 година со тогашниот министер за надворешни работи Никола Поповски, како и со поранешниот претседател на Македонското собрание Трајко Велјановски. Во рамките на концептот контрасти, компарации, паралели Македонија, Европска унија, Балканот, мој вечерашен соговорник е Весна Пусич, поранешен министер за надворешни работи на Хрватска и прв вице-премиер во хрватската влада, предводена од тогашниот премиер на Хрватска Зоран Милановиќ. Ви благодарам што ја прифативте поканата за разговор. Фала вама. Господине Пусич, како ви изгледа регионот денес? Kratko, čupavo izgleda. Dakle, izgleda kompliciranije nego što je već dosta dugo izgledao, ali s druge strane ima možda jasniju evropsku perspektivu nego što je to bilo pred godinu dana. Ja smatram regijom, moram reći, ako gledamo jugoistočnu Europu, ja smatram Hrvatsku dijelom regije, bez obzira što je Hrvatska u Europskoj uniji, ali i povijesno i geografski i po mnogim vezama koje postoje, pa ja bih rekla i po interesu, objektivnom interesu, ne kad potpuno osviještenom, ali objektivnom interesu, Hrvatska je isto dio regije. Dakle, imamo jednu ili dvije zemlje, ovisno o tome kako Sloveniju tretirate, koje su sa sjeverne strane dio Europske unije. Imamo sa jugoistočne strane Rumunjsku, Bugarsku, Grčku, koje su dijelovi Unije. Imamo Mađarsku koja je dio Unije i preko Jadranskog mora s druge strane Italiju. Iz tog razloga ja sam uvijek smatrala ove zemlje jugoistočne Europe zemlje na koje se Europska unija ne proširuje, nego je to više zadaća konsolidiranja vlastitog teritorija. Zemlje, tih 6 zemalja koje nisu članice Europske unije su de facto europski teritorij koji treba konsolidirati i zato nikad nisam imala nikakve sumnje da te zemlje sve imaju europsku perspektivu. U međuvremenu je čak i jasno rečeno da je 2025. je godina u kojoj bi se to moglo ili trebalo dogoditi i cijeli niz rasprava se vodi oko toga da li čak da se uvede neka vrsta pripravničkog članstva za zemlje koje nisu u potpunosti spremne za članstvo, ali svakako mislim da danas više nema nikakve dileme. I tu hoću čestitati Makedoniji koja je u zadnjem izvještaju Europske komisije dobila apsolutno zeleno svjetlo. Ali ima još i ovih svih takozvanih otvorenih pitanja. Брисел јасно испорача до земјите кандидати дека мора да ги затворат сите билатерални прашања, но на што останува како резерва, тоа е дека земјите кандидати не може да се надеваат на членство во Европската унија пред 2025.
Дали оваа временска рамка на некој начин е обесхрабрувачка, особено за аспирантите, и дали тоа може да предизвика евроскептицизам? Obrnuto, ja bih rekla da je to vrlo optimistična prognoza i recimo kad je Hrvatska ulazila u Europsku uniju, mi praktički do zadnjeg časa nismo dobili nikakvu godinu. I ja se sjećam da kad smo počeli o tome razmišljati, kad smo počeli proces, a proces smo počeli 2001. sa ratifikacijom sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, onda smo mi mislili da je 2007. neki rok. Pa onda 2010. je neki rok. Na kraju smo ušli 2013. Ovo je novum što se Europske komisije tiče, da kaže neku specifičnu godinu. Oni su se vrlo čuvali, recimo u našem slučaju. Sad su rekli jednu specifičnu godinu. To se možda čini dugo, ali za sve što treba napraviti i cijelu prilagodbu 7 godina nije dugo vrijeme. Mi smo cijeli proces radili 12 godina bez prekida. Ok, Makedonija je počela isto vrlo rano, ali je onda imala de facto prekid, iako formalno to nije bio prekid cijelog procesa. Dakle, 7 godina do članstva, meni se ne čini da je to neambiciozno. Kako se boriti protiv euroskepticizma? Mislim da euroskepticizam nije naš glavni problem. Naš glavni problem u ovom trenutku je da se za ovaj dio Europe, jugoistočnu Europu, Balkan, bori više interesenata. Danas postoji puno više igrača na terenu i kako ćemo mi kao zemlje iz ove uvijek zanimljive, ali i uzburkane regije sačuvati s jedne strane svoju samostalnost, profilirati se i s druge strane razumjeti da Europska unija nije jedna od mogućnosti. Europska unija je naš projekt. Mi jesmo Europa. Makedonija jeste Europa. Hrvatska jeste Europa. To je naš projekt. I s tim projektom mi moramo nešto napraviti. Svi ostali su interesenti izvana, da tako kažem. Ali Europska unija nije interesent izvana i dok to ne osvijestimo, zapravo ćemo se morati onda, ja bih rekla, ne boriti sa tobože euroskepticizmom, nego boriti protiv mnogih zainteresiranih strana koje potiču nešto što se prezentira kao euroskepticizam. Токму во 2013 во времето кога вие бевте шефица на хрватската дипломатија, Хрватска славеше членство во Европската унија. На какви се компромиси вашата земја беше спремна за да стане дел од европското семејство? Što se kompromisa tiče, mi nismo radili neke dramatične kompromise, iako mnogi su smatrali da su to kompromisi. Radili smo naprosto promjene u načinu funkcioniranja države na mnogo nivoa. Glavni i možda najveći kompromis u koji smo ušli je bilo pristajanje na arbitražu oko granice sa Slovenijom. Mi smo cijele pregovore zapravo imali poteškoće s tim da recimo u nekim sasvim nevezanim temama, na primjer poljoprivredno zemljište, mi nismo mogli napisati točan broj kvadrata poljoprivrednog ili hektara poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj, zbog toga što bi to prejudiciralo, po mišljenju Slovenije, granicu sa Slovenijom. I to je možda bio, prvo smo stajali 9 mjeseci u tim pregovorima i onda je, ja bih rekla, najveći kompromis bio pristajanje na arbitražni sporazum koji je bio rizik, bez daljnjega. To je bio rizik ne simbolične prirode, nego rizik faktički gubitka teritorija. Najrizičnija točka u tom našem arbitražnom sporazumu, a nismo bili u jednakoj situaciji jer je Slovenija bila članica, Hrvatska nije. Najrizičnija točka u tom sporazumu
koji se odnosio na 3 točke je bila ona koja je govorila da će arbitraža odrediti junction, i to baš na engleskom je to definirano, junction, što znači veza, ali je nedefinirano da li je to fizička veza ili je način komunikacije, način povezivanja dva dijela između slovenskog teritorijalnog mora i međunarodnih voda u Jadranskom moru. I tu je postao ozbiljni veliki rizik da zapravo Hrvatska ostane bez komada mora u sjevernom Jadranu. Zagreb i Ljubljana pregovara za teritorija. Македонија, односно Скопје и Атина преговараат околу надминување на разликите за името. Може ли да се направи некаква компарација помеѓу овие два билатерални спорови? Sigurno, mislim, donekle se može napraviti komparacija zato što je i jedno i drugo između države koja želi ući u Uniju i države koja je već u Uniji i gdje jedna ima neku vrstu veta nad sudbinom, evropskom sudbinom ove druge. Makedonija i Grčka su zapravo puno duže u tom sporu i moram reći da bez obzira na poteškoće koje smo mi imali, to je kad bilo nekako puno isključivije ili puno agresivnije u slučaju Makedonije, naročito kad se radilo o ulasku u NATO. Ja mislim da je to bila ta velika greška, da je Makedonija ušla u NATO kad je trebala i kad je bila apsolutno spremna. Ja sam uvjerena da bi cijeli put bio puno drugačiji, cijeli put zemlje. Nije ušla također zbog tog pitanja imena. Ali kao što znate, u tim odnosima između zemalja svaki konflikt je i sličan i apsolutno jedinstven, dakle poseban u svojim karakteristikama. U rješavanju, dakle to pitanje granice nije bilo jedino pitanje između Hrvatske i Slovenije. Mi smo imali pitanje stare štednje u Ljubljanskoj banci i pitanje vlasništva nad nuklearnom elektranom Krško, koji su Hrvatska i Slovenija. Ali Krško se nekako smatralo lakšim pitanjem. Za vrijeme naših pregovora, odnosno neposredno prije ratifikacije našeg pristupnog ugovora, smo mi dogovarali način rješavanja pitanja stare štednje u Ljubljanskoj banci. I našli smo jedno rješenje koje Slovenija na kraju nije priznala, ali svejedno se sve dobro završilo što se samog procesa pristupanja tiče. Gospodin Pusić, može li Makedonija да ги започне преговорите со Европската Унија и паралелно да се одвива процесот околу надминување на разликите за името, доколку до јули двете страни не постигнат решение околу билатералниот спор. Ако направите паралел, например, проблемот меѓу вашата земја и Словенија? To zapravo ovisi o tome da li bi grčka strana na to pristala. U slučaju Hrvatske i Slovenije je situacija bila relativno jasna utoliko da se potpisao arbitražni sporazum koji je definirao način na koji će se riješiti pitanje granice kad Hrvatska uđe u Europsku uniju. Dakle, nije bilo sporno da će se na taj način pitanje granice rješavati. Ako se nađe neki sporazum, i slovenska strana je na to pristala i Hrvatska, ako se nađe neki sporazum na koji bi pristali i Grčka i Makedonija, kako će se riješiti, ne što će biti. Ako se dogovorite što će biti, nema nikakvog problema. Ali ako se nađe neki model na koji bi jedna i druga strana pristala, kako će se, kad Makedonija postane već članicom ili počne pregovore, ajmo reći, počne pregovore o članstvu, kako bi se to riješilo, onda nema nikakvog problema da se započnu pregovori. Ali stvar je u tome da za počinjenje pregovora svih 27 sada država članica će morati na to pristati. Kako gledate na состојбите во Македонија? Дојде до промена на власта, особено после обелоденувањето на аферата прислушкување во која беа инволвирани високи
владини функционери, предводени од претходниот премиер Никола Груевски. Македонија доби сега датум за почеток на преговори, односно препорака за почеток на преговори со Европската унија. Какви се шансите според вас во овој момент Македонија да добие датум за почеток на преговори со Европската унија? Carpe diem. Ja mislim da je ovo jedan odličan trenutak za Makedoniju. Jako se preokrenula atmosfera. U europskim institucijama postoji spoznaja da se mora napredovati u jugoistočnoj Europi i na Balkanu, jer da je to previše opasno i za stabilnost Europe generalno da se ovdje drži jedan status quo. Čini se da postoji iskrena volja i sa makedonske i sa grčke strane da se riješi to pitanje imena. Ja mislim da je ovo fantastičan trenutak. Ne smije ga se ispustiti. Treba iz njega napraviti uspjeh i može se iz njega napraviti uspjeh. Treba malo, kao što to kažu Englezi, misliti izvan kutije. Dakle, misliti izvan uobičajenih okvira i pokušati se sjetiti nekih dobrih rješenja koja mogu pomoći Makedoniji da iskoristi ovaj trenutak. Kako Hrvatska se spravi со реформите во правосудството, владењето на правото и како ги решававте проблемите околу борбата против корупцијата и тајкуните, хрватските тајкуни? Kao što vidite, hrvatski tajkuni su počeli propadati sami od sebe na slučaju Todorića, ali što se tiče vladavine prava i pravosuđa, to je bez daljnjega najvažnije poglavlje. U prvom redu zato što kao zemlja od toga možete najviše profitirati. Ja sam bila jedna od onih koja se jako zalagala da Hrvatskoj, jer je bilo nekih razgovora o tome da bi moglo se nastaviti monitoring pravosuđa od strane Europske unije u Hrvatskoj i nakon što Hrvatska postane država članica. To nema ni jedna druga zemlja i ja sam bila jako za to da se to ne dogodi, odnosno da Hrvatska kad postane članicom, jer smo mi, prestane bilo kakvi monitoring, jer smo mi zaista napravili veliki napredak u pravosuđu i iz današnje perspektive ja bih rekla da smo najbolje pravosuđe imali 2012. 2013. Možda još 2014. Naime, ono što sam naučila iz ovog iskustva je da neke promjene koje su za zemlju važne, a pravosuđe je apsolutno najvažnije od svega što možete profitirati od Europske unije, da nisu ireverzibilne. Dakle, da nije da se ne može ponovno pokvariti. I to je ono što se nama dogodilo. Mi smo napravili reformu u pravosuđu. To je proces dugotrajni, ali zaista je pravosuđe počelo funkcionirati mnogo bolje i bilo na dobrom putu. Mladi suci, mladi tužitelji su se posebno obrazovali u posebnim školama. Mehanizam selekcije novih sudaca je definiran transparentno i vrlo dobro. Međutim, pokazalo se da je to zapravo bilo relativno slabo u smislu stabilnosti. I kad je Hrvatska postala članica Europske unije, naše pravosuđe se polako ponovno pokvarilo. I mi de facto moramo sada ponovno ići u taj proces reforme, odnosno popravljanja pravosuđa i već smo počeli sa nekim promjenama zakona, recimo smanjenje broja sudova, veća stručnost na sudovima i tako. Gospodin Pustić, pred nekoliko mjeseci во Загреб правев интервју со поранешната хрватска премиерка Јадранка Косор. Косор ја внесе Хрватска во Европската унија, но ја плати цената, со што тука и ја заврши политичката кариера. Тоа беше во периодот кога беа заедно со Санадер. Дали тоа може да се случи и во Македонија, односно владата што ќе ја внесе земјата во Европската унија и во НАТО, потоа да треба да замине? Ja mislim da to nije nužno. Ja to ne mislim da je nužno. Što se tiče vlade Jadranke Kosor i tog vremena, to je bilo vrlo specifično vrijeme.
jer je ona preuzela vladu, ako se sjećate, nakon što je Ivo Sanader bez ikakvog objašnjenja jedan dan stao pred medije i rekao ja sam došao do ovdje, ja sad idem, nastavite dalje. Do dan danas zapravo ne znamo zašto točno. Da li je to bila naprosto kriva politička procjena, da li je to bio strah, da li je to bilo upozorenje od nekoga. Nije jasno zašto je on to napravio. I to je bio još jedan od elemenata koji je njegovu stranku i stranku od Jadranke Kosor, koja je bila jedna te ista, dakle HDZ, učinio nepopularnom. I bilo je jasno da ta stranka neće dobiti na sljedećim izborima. I Jadranka Kosor je preuzela vladu i stranku u vrlo teškoj situaciji. Dakle, u situaciji u kojoj je bilo jasno da je stranka kompromitirana i kroz te Sanaderove poteze i kroz neke druge poteze prije toga. Tako da je činjenica da su oni izgubili izbore, ja bih rekla, imala više veze sa postepenim, sa Sanaderovom vlasti prije toga i sa postepenim gubljenjem popularnosti u javnosti, nego sa ulaskom u Evropsku uniju. Gospodin Pusić, ви благодарам за гостувањето во емисијата. Hvala vama. Почитувани гледачи, тоа беше Весна Пусич, поранешен шеф на хрватската дипломатија. А ние продолжуваме понатаму. Не е толку страшно кога се спомнуваат уставни промени, бидејќи нашиот устав и така нели ќе мора да се менува за да се прилагоди законодавството и уставот во согласност со европските регулативи, европското право и европските стандарди. Проблемот доаѓа во оној момент во кој што Грција бара да го имаме истото име кое што ќе го имаме за надворешна употреба да биде и за внатрешна употреба, односно она кое што министерот Кодзијас постојано го наведува као erga omnes. Зачестени контакти на министерско ниво на релација Скопје-Атина. Се очекува кон средината на мај да има и средба на премиерите на Македонија и на Грција, Зоран Заев и Алексис Ципрас. Во ова издание на емисијата мој гостин е Благој Цонев, универзитетски професор. Добро вечер, ви благодарам. Добро вечер. Од ден за ден се менува расположението. Те сме оптимисти дека ќе се реши според со името до средината на година, те дека тешко оди изнаоѓањето на заедничко прифатливо решение. Па видете, тоа е резултат на фактот дека почнавме со многу голема еуфорија. Значи, со самата промена на власта во Македонија, негде јуни минатата година, новата власт започна со една кампања во која што постојано кажуваше дека за брзо време ќе најде решение за спорот за името и дека за многу брзо време подоцна ќе станеме член држава членка на НАТО, а подоцна и ќе ги отпочнеме преговорите со Европската унија. Меѓутоа, како што гледаме, дека дипломатскиот начин на водење на преговори е многу потежок и за тоа песимизмот започнува да надвладува над оној оптимизам со кој што започнавме. Бидејќи во суштина ние имаме многу голем проблем, а тоа е проблемот за името на државата. И кога имаме еден таков спор кој што се однесува за такво круцијално прашање, мислам дека премногу оптимистички почнавме, па сега имаме варијација на тоа дали ќе биде, дали нема да биде, односно како ќе напредува тој проблем. Професор Цонев,
свесно или несвесно, како да си дадовме временска рамка до самитот на Европската Унија, дека ќе постигнеме компромис со Грција, премиерот Заев најави средината, првата половина на годинава, заденуваме да рече дека не треба многу да се врзуваме со временска рамка, туку важно е да стигнеме до решение. Двајцата премиери или двајцата министри сакаат да идат напред, мора да ги решат прво проблемите кои што претходните власти ги имаат создадено, а тоа се националистичката реторика, обвинувањата за иредентизам од двете страни, значи вклучително и Грција, вклучително и Македонија, и затоа мораме постепено да сватиме дека тој процес нема да биде толку брз како што очекувавме, бидејќи сепак во меѓународните односи имат анархична структура. Во таа анархична структура нормално е дека посилната држава да ги наметнува своите интереси врз послабата држава. Македонија е во моментов послаба држава, која што многу енергично започна преговори да го решава тој проблем, меѓутоа заглави во лавиринтите на дипломатијата и на проблемите од историјата. И затоа имаме стагнација и затоа најверојатно премиерот лично има разбрано дека дипломатскиот процес ќе иде малце потешко и најави дека ќе имаме да не се вразуваме со временска рамка. Постои ли можност Атина да даде зелено светло Македонија ова лето да ги отпочне преговорите со Европската Унија и без решен спор со името? Кога би биле идеалисти, би постоела можност, бидејќи имаме такви преседани, како што е спорот помеѓу Хрватска и Словенија, кога Хрватска ги започна преговорите за влез во Европска Унија, а Словенија не ја блокираше, односно ја блокираше па подоцна го повлече ветото. Меѓутоа, овде имаме друг вид на проблем, а тоа е проблемот дека доколку Грција даде зелено светло, односно не постави вето за отпочнување на преговорите на Македонија со Европската Унија, ќе се намали рейтингот на владеачката партија во Грција. Мислам дека Грција е пред парламентарни, односно пред општи избори, и мислам дека премиерот Алексис Ципрас и министерот за надворешни Кодзијас многу внимателно играат на таа карта и се уште не знаеме какво ќе биде нивното решение во однос на тоа. Ставот на Атина е јасен. Име, компромисно име за севкупна употреба што ќе се користи и бараат уставни промени. Не е толку страшно кога се спомнуваат уставни промени, бидејќи нашиот устав и така ќе мора да се менува за да се прилагоди законодавството и уставот во согласно со европските регулативи, европското право и европските стандарди. Проблемот доаѓа во оној момент во кој што Грција бара да го имаме истото име кое што ќе го имаме за надворешна употреба, да биде и за внатрешна употреба, односно она кое што министерот Кодзијас постојано го наведува као Omnes. Не би било страшно да имаме уставна промена, доколку во таа уставна промена стои само дека официјалното име на Република Македонија ќе биде Република Македонија, меѓутоа во меѓународните односи ќе користи некое друго име од оние кои што се на преговарачката маса, како што е Република Горна Македонија, Република Северна Македонија, мислам дека Република Македонија Скопје отпадна. Значи, нема да имаме проблем и нема да имаме криза внатре во државата, доколку успееме да се избориме таа уставна промена за која што децидно грците ја бараат, не вклучува промена на името за внатрешна употреба на државата. Кој од предвидените, односно предложените можни решенија, како Република Македонија во заграда Вардарска, Република Македонија во заграда Горна или Северна, би било најприфатливо за наша страна и што би можело да помине на референдум? Зборуваме за име на државата, така? Да. Значи, како име на државата, се што е Република Македонија, па подоцна придавката е во заграда е прифатливо, мислам не само за мене, туку и за сите политичари и за сите македонци во целост. Меѓутоа, јас како што
имам разбрано, тој предлог веќе одамна отпадна, бидејќи грците се плашат од тоа дека таа придавка која што, како на пример се однесува на Република Гвинеја во заграда Бисау по главниот град, постепено кога еден ден ќе влеземе во Европската унија, бидејќи нема постојано нели да бидеме пред портите на унијата, ние ќе донесеме унилатерална декларација и таа придавка ќе отпадне. Затоа тие бараат придавката да биде пред името. Во однос на тоа дали да биде северна или да биде горна, мислам дека не ни менува многу, бидејќи и двете се географски одредници и двете имаат исто значење. Едната само Северна Македонија се однесува на моменталната географска состојба на Република Македонија како дел од целокупниот регион Македонија, а другата влече корени од древното наименување на Македонија, нели поделбата на древната држава Македонија на Горна и на Долна Македонија. Професор Цонев, ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам и на вас. Ја прскам, гледаш. А компанијата сте? Што гради? Не. До кога овака ќе биде раскопано? Праши ги град Скопје, што ме прашиш ме? Ова ви личи на улица? Па не ми личи, ме праши за градоначалник. Бангладеш. Секоја година само копаат, преправат, што прават? Пари перат. Се е раскопано, меѓутоа не ги решават брзо проблемите. Цело време се вака че стои. Студено е, колку што гледам, стои. Ова не личи на ништо, него треба да прскат и еве веќе ако градат ова прашина треба од време на време да поминат со вода, се испрска жителите овде и ние што поминуваме, ова е катастрофа. Не можеш да поминеш, ветер кога идува во очите и влага прашина. Прво вака нигде нема опцията. Па сега тоа е. Сте реагирале до општината? Да, нарочито овие тука што живеат сигурно.